Torej, dober dan, lep pozdrav vsem skupaj, dober den. Evo, danes imamo poseben dogodek, zaključna slovesnost natečaja, na katerem sta lani bili izbrani dve arhitektki. Natečaj za izdelavo najboljše makete slovenskih arhitekturnih znamenitosti v Skopju je potekal v okviru razstave Heroji nekega časa, vrnitev k 3 urbanim artefaktom slovenskih arhitektov v Skopju, ki je bila odprta lansko poletje. To je bil slovensko-makedonski projekt. Mira, sodelavka moja, se je poznate bolj kot mene, je tista, ki je projekt vodila na ambasadi, ki je poskrbela za vse skupaj. Šenel, naš častni konzul, arhitekt, on je bil pa idejni vodja, mastermind behind the project, zato stoji malo zadaj. In smo se odločili, da danes na tej taki lepi slovesnosti podelimo nagrado obema arhitektkama. Sem zelo vesel tega priznanja. Imamo v načrtu, oziroma se že odvija podoben projekt, bilateralni med Makedonijo in Slovenijo, in sicer naslov projekta je Women in Management. In rezultat tega projekta bo obsežna študija, ki bo hkrati tudi aplikativna za to, da bodo ženske v makedonskem poslovnem svetu bolj ohrabrene in dobile neko dodatno spodbudo in podporo. In to gre tudi v kontekst, če tako rečem, praznovanja Dneva žena, ki smo ga imeli včeraj, in ker ni prepozno, bi jaz potem izkoristil to priložnost, za vsaki izmed dam tu podarim še nagrado v imenu vseh nas. Македонија е горда што има вака млади и успешни жени. Ке ни ја раскажете ли приказната за почетоците и како дојдовте до наградата? Овој проект всушност представува одговор на меѓународно свикан конкурс за берлински студентски резиденции, на кој што јас и Тамара работевме паралелно во рамките на проектот на предметот Архитектонско студио 8 при Архитектонскиот факултет во Скопје под менторство на професорот Минас Бакалче. По сработување на тој проект и по изложување на истиот на семестралната изложба на архитектонски студија која што се случува по завршување на секој семестар, ни беше доделена награда Едвар Равникар од страна на Словенската амбасада заедно во соработка со Архитектонскиот факултет, која што беше соопштена на изложбата Херои за еден ден, кој што се одржа во МОП минатото лето. Комплетната реализација беше изведена со максимална поддршка на Архитектонскиот факултет Скопје. Сите тие студенти беа вклучени во комплетната реализација на и реконструкција на објектите во смисол изработка на нови макети, изработка на нови структурни модели која покажуваат таа архитектура како што била изгледала и како што изгледа денеска. Како е да се биде успешна жена во Македонија? Па зборот успешна е релативно, зависи од која позиција тоа ќе се гледа. Меѓутоа, ако тоа го сведеме на ниво на професионалност, едукативна наобразба и активности кои што потоа се извршуваат, патот воопшто не е ниту лесен, ниту едноставен, меѓутоа упорноста како кај сите жени кои што ја поседуваат, доколку ја имаме и желбата да се направи нешто, може да даде резултати. И јас како личност силно верувам во жената, пред се ради незината емотивност, заради незината мајчинско чувство да може да мисли на подолги години на својата рожба и на убавите денови што треба да ги очекува во една држава. Оваа година Словенија слави 25 години од меѓународното признавање, додека вашата компанија слави 25 години од постоење во Република Македонија. Ќе ни раскажете малку повеќе за како е да се работи и да се води бизнис во Македонија и на крајот да завршиме со вчерашниот празник, како е да се работи со жени. Униор Алатот, кој што е главен дел од производството на ДД, си го најде своето место на пазарот во Македонија.
Тоа станавме еден од водечките брендови во сегментот на рачен алат на овој дел во Балканот. Униор е една од компаниите во која што жената полноправно раководи со мажите. Така да нашиот финансов менаџер и менаџерот за човекови ресурси ни е жена. Значи, тука сме, фирмата као фирма е отворена за припадничките за поднежниот пол. Така да уште еднаш, среќен 8 март.